Жителите на село Луковица и посетителите кои во летниот период ги има во се поголем број. Се уште мака мачат со неасфалтираниот пат исполнет со дупки. И покрај поднесениот проект за реконструкција на патот во должина од 5,5 километри и обезбедените финансиски средства од Светска банка, се уште нема ни најава од општина Желино за почеток на градежните активности. Имамо ние проект поднесено во Транспорт и врски, односно Светска банка, кој има пуштено средства за локалниот пат Луковица Крстец Луковица. Проблемот е тоа што градоначалникот не подпишува за да се дозволат тие средства што се пуштени од Светска банка за изградба за асфалтирање на патот. Проблемот е тоа што има 6 проекта, од тие 6 проекта е и нашиот проект кој со средства пуштени околу 730.000 евра. Меѓутоа, од тие проекти 6 са 3 проекта исправни, другите не, меѓутоа без подпис на градоначалникот не може Транспорт и врски да распише тендер. Во пресред пак на одбележувањето на големиот христијански државен празник Илинден во црквата Свети Илија во Луковица, жителите ќе се обидат преку донации да ги санираат оштетените делови од патот. За 2 август патот ќе биде поправен, макар приватно или од наша фирма, од некоја друга фирма, наша, не него некоја друга фирма, за 2 август ќе биде поправен. Него кај што има дупки, највише она делови направено, и кај што има негде камења, али целосно тоа ќе треба негде 5-6 дена да се направи огромни средства. Вака ќе идемо на донација ако некој ни помогне или нешто па ќе правиме. Луковица е единственото село во општина Желино, во кое што живеат македонци, додека пак селото брои 75 куќи, околу 100 домаќинства и 45 постојани жители.